Добар ден на сите. Се наоѓаме пред Државната изборна комисија втор пат во изминатиот месец со намера да алармираме за огромниот број проблеми кои го следат изборниот, односно предизборниот период и огромниот број проблеми на само 2 дена од денот на гласање. Прво и основно сакаме да упатиме една силна порака до сите граѓанки и граѓани на Република Македонија. Не плашете се да гласате. Исто така, втората поента на ова денешно собирање овде е дека Државната изборна комисија мора да ја лоцира одговорноста кај индивидуи или групи кои се заслужни, односно одговорни за хаваријата на избирачкиот список. Понатаму бараме категорично од сите актери да гарантираат честни избори и во мирна и демократска атмосфера без насилство. Македонија ги дочекува овие избори критични за Македонија, во критично време за Македонија, со целосна хаварија на избирачкиот список и по сите теренски вкрстувања и софтверски вкрстувања, ние имаме огромен број луѓе кои исчезнаа едноставно последните неколку дена од избирачкиот список. Фантомите не се избришани, туку само мигрираа од една во друга адреса. Тоа што го гледаме од избирачкиот список онлайн не може да се оправда само со некаков упад, хакерски напад или пак грешка во системот. Мораме да добиеме јасни, недвосмислени гаранции дека на денот на гласање граѓанките и граѓаните ќе го остварат своето право на глас. Само во периодот од 5 до 8 декември до вчера во цивил дојдоа над 600 повици од револтирани и загрижени граѓанки и граѓани кои не можат да се најдат во избирачкиот список во овој момент. Ние документиравме, ги лоциравме, ги собравме адресите, имињата и презимињата на над 100 граѓанки и граѓани и ќе ги однесеме веднаш по оваа пресконференција во оваа институција и да побараме барем за нив да се регулира нивното право на глас. Понатаму, бараме од Државната изборна комисија да упати јасни инструкции до сите избирачки одбори и до општинските изборни комисии, да им излезат во пресред на сите гласачи на денот на гласање да го остварат своето гласачко право, да се јават во избирачките одбори и да побараат од нив недвосмислено да бидат љубезни и да бидат пресретливи до гласачите кои ќе имаат проблеми и да ги упатат според процедурата до надлежното подрачно одделение на Државната изборна комисија и на интернет страницата избирачки список gov.mk да се провери дали гласачот е запишан во избирачкиот список и ако е запишан во кое избирачко место може да гласа. Според нашите сознанија и анализи очекуваме голем број проблеми, голем број граѓанки и граѓани да не можат да се најдат себе си на избирачкиот список, онаму каде што со години живеат и гласаат. Ние, како Организација за човекови права и како изборни наблюдувачи, потенцираме дека е строго забрането да се уценуваат и заплашуваат бирачите. Тоа што е евидентно, уцените, заплашувањата, подкупот се операции кои се одвиваат непречено веќе со недели. Само од 21 ноември со почетокот на официјалниот почеток на изборната кампања забележуваме над 170 случаи на притисоци, закани, злоупотреби и други категории на нерегуларности. Тоа ги вклучува и злоупотребите и заканите во кои се злоупотребуваат и малолетниците, учениците во училиштата, основни и средни училишта и понатаму се алатка за притисок врз родителите кои се гласачи. Бараме тоа веднаш да престане, а одговорните да бидат повикани пред законот да одговараат според законот. Бараме од политичките партии да ги почитуваат законите и правилата за фери, демократски, слободни избори. Не прифаќаме ништо друго освен слободни избори. Бараме од сите учесници во избирачкиот процес да помогнат изборите да поминат во мирна и демократска атмосфера без насилство. Во текот на овие изборни денови, односно на денот на гласање, не признаваме спонтано
насилство. Такво нешто не постои во изборниот процес, едноставно се работи за подготовка на некои структури во земјава кои се обидуваат да го манипулираат гласачкото тело преку закани, преку уцени, па дури и преку недоволно скриени отворени повици за убиство на одредени лидери. Бараме почитување на изборниот молк кој настапува за помалку од 11 часа. Исто така бараме да престанат сите други нерегуларности и злоупотребата на администрацијата. Евидентирани се стотици случаи на злоупотреба на администрацијата, но најмногу од се бараме од властите, од институциите да го спречат подкупот на гласачите. Купувањето гласови е забрането со закон. Ние точно знаеме како одат рутите на тие подкупи, на тие подкупувачи и ги подсетуваме дека тоа е строго забрането со закон и дека казните се многу високи. Тоа што ние ќе го направиме е да побараме од сите граѓанки и граѓани да бидат на висина на својата задача, бидат одговорни и совесни граѓанки и граѓани и да ни пријават секаков обид за спроведување нерегуларности, особено за подкуп на гласачи. Бараме и ги повикуваме, апелираме до сите наблюдувачи од сите организации да бидат на висина на својата задача, да бидат одговорни, да бидат објективни и непристрасни. Тие се наоѓаат пред најделикатните часови во историјата на Република Македонија, тоа се часовите на изборниот молк, односно денот на гласање. На крајот, со оглед на крајната нетранспарентност на функционирање на политичките партии, опоменуваме дека тоа што тие го објавија како финансиски извештаи, речиси без исклучок, гледаме дека само се тркале со крајниот рок за поднесување на финансиските извештаи, но финансиските извештаи ни оддалеку не обезбедуваат транспарентност. Финансирањето на кампањите е сериозна работа и бараме целосен увид на јавноста во финансирањето на кампањите. За крај би сакал уште еднаш да потсетам дека бараме од сите актери во овој изборен процес да бидат одговорни и да обезбедат мирни и демократски слободни избори и бараме од Државната изборна комисија час поскоро да им ги олесни проблемите на гласачите и да поднесе одговорност за оваа хаварија во која се наоѓаме. Во моментов цела Македонија е практично критично место за гласање, меѓутоа Цивил има изработено една подолга листа од критични места во изборниот процес. Откако ќе ги завршиме сите анализи, ќе ви соопштиме. Во принцип, забележуваме во сите изборни единици најразлични категории на нерегуларности веќе сега. И во изминатите неколку недели известувавме на нашата веб страница и ќе продолжиме тоа да го правиме за сите случаи како што се случуваат, откако ќе бидат верификувани од наблюдувачите, ќе ги објавиме на нашата веб страница. Се работи за избирачки места особено во делови од земјата каде што живее сиромашно население. Сиромашните уште еднаш се мета на пропаганда, на притисоци и уцени. Уште еднаш се мета на нерегуларности. Кога веќе ги вративме микрофоните назад, сакам да апелирам во име на Цивил Центар за слобода, избирачките одбори да им излезат во пресред на лицата со посебни потреби и да им овозможат да го исполнат своето право на глас, бидејќи имаме информации дека практично ниедно избирачко место нема обезбедено услови за гласање на лицата со посебни потреби. Исто така апелираме до сите работодавачи кои работат, чии фирми работат во недела, да ги пуштат работничките и работниците порано од работа за да можат да го задоволат своето право на глас. Благодарам за прашањето. Одлично прашање и можам да ви кажам дека во овој процес посведочивме на многу трагикомични ситуации. Имате ситуации во кои луѓето најсовесно отишле низ целиот лавиринт кој се создаде во изминатите недели и ги избришаа фантомите од своите адреси. Знаете што се случува потоа?
се случува токму тие што пријавувале одеднаш да исчезнат или пак да добијат нови фантоми на нивните адреси. Луѓето се збунети, револтирани, загрижени. На денот на гласање ќе имате луѓе кои нема да можат да се најдат себе си на избирачкиот список. Бараме од Државната изборна комисија да им го обезбеди правото на глас. 11 декември е, студено е. Многу луѓе ќе се откажат. Ќе бидат револтирани, но ќе се откажат. Бараме од оваа институција овде зад нас да биде на висина на својата задача. Нека најдат начин, правната рамка е доволно широка да можат да направат нешто тие гласачи на вистина да гласаат тој ден. Имате и многу други ситуации во кои едноставно избирачкиот список покажува симптоми на намерно манипулирање со оваа материја и намерно манипулирање со бројката на гласачи. И за тоа мора некој да поднесе одговорност.